Благодарам многу за поддршката. Навистина сметам дека за вакви амандмани и за вакви проблеми кои што ги имаме во државата треба да соработуваме. И особено сум среќна што и сакам да ги поздравам невладините организации, особено Охрид и СОС, кои што навистина многу помогнаа во креирањето на овој амандман и наоѓањето на решенија за студенческо блато, и се надевам дека и во иднина ќе имаме ваква свест, повисока свест за овие проблеми, да ги решаваме заедничко, бидејќи се од значење, од општо јавно добро за сите, особено за природната средина во Македонија, и да сите полека да осознаваме и да го прифатиме фактот дека студенческо блато значи живот за Охридското езеро. Со решавање на овој проблем ќе се започнат многу други постапки кои што ќе го средат проблемот со Охридското езеро, но можеби и со Преспанското езеро, и се надевам дека навистина и во иднина доаѓаат нови закони кои што се планат за управување на Охридскиот регион, законот за студенческо блато, ќе имаме иста ваква позитивна, конструктивна соработка при што ќе ги слушаме пред се препораките од УНЕСКО и РАМСАР и меѓународните и домашни експерти. Ви благодарам уште еднаш.